Добра, почитувани колешки и колеги пратеници, ќе се обидам да бидам кратка и да не би се повторила со колешката Панова, а и драго ми е што имаме и дополнително пријавен колега за збор за истиот амандман. Имено, најверојатно кога би биле навистина на понормална држава, ние не би имале потреба да дискутираме за една ваков амандман, но за жал, она што го научивме на нашите пријатели на неколку обојки, велат дека буџетов впрочем ги отсликува приоритетите на владата. Ние за жал со овој буџет можеме да видиме дека впрочем, односно овој ребаланс можеме да видиме дека приоритетите на владата овој пат се навистина во пресрет на она што доаѓа, тоа се локалните избори, но во никој случај за реалните потреби на институциите, на општините и на граѓаните. Имено колешката Панова ценам дека навистина се обида да го покаже апсурдот кој што постои во Македонија, а со цел да алармира до сите нас тука присутни. Имено мојата поинта е кој ќе се обидете да ја разберете состојбата во однос на противпожарните возила и како ние располагаме со нив во државата. Доволно е да направите да ги погледнете истражувањата, Центарот за граѓански истражувања, но и доволно само да ги прочитате насловите. Последниот наслов за жал е навистина непријатен и го извадив чисто за да се разбудиме и да сфатиме дека зошто ни е битно да имаме навистина добра опременост на локално, на централно ниво за кога станува збор за противпожарни возила. Ова е слика со наслов "Пожарната до Галичник се шлепаше на возила". За жал кога избувна она несреќна ситуација и пожарот во Галичник, противпожарното возило кое што е буквално за во музеј не можеше да одговори на оваа закона по домовите на нашите сограѓани, нашите граѓани, закона по животите. И затоа чисто велам дека ваквите амандмани кои се однесуваат и на возила за противпожарни возила или пак за амбулантни возила не треба да бидат ispolitizirani, туку напротив треба да бидат прифатени од сите нас заради тоа што се работи за домот, се работи за нашата Македонија, за нашата природа. И сега, кога велиме дека има хипокризија, дека има абсурд, дека граѓаните, односно оваа влада, преферира да го задоволи својот комодитет наместо навистина да излезе во пресрет на реалните потреби на институциите, и исто така навистина е доволно да се погледа компаративно како ние како држава располагаме со возниот парк во наменет за противпожарни возила. И повторно, тоа не го вели ВМРО, ДПМН или опозицијата, тоа го велат граѓанскиот сектор, тоа го вели Центарот за граѓански комуникации во нивните истражувања, и веднаш тука кога ќе ја погледнете оваа статистика, мислам дека сите ќе не загрижува. Доволно е само да ги погледнете двете страни. Што велат дека просечната возраст на возилата, Делчево е дури 35 години стара, Кратово 35, Струмица 33, Крива Паланка 32, Охрид 32, Куманово 31 година. А додека кога ќе ги погледнете возилата и возниот парк на носителите на јавни функции, односно функционерите на владата, марките се впрочем нешто што не ни доликува како шеста најсиромашна земја во Европа. Ние замислете сме шеста најсиромашна земја во Европа, а владата располага со навистина луксузен возен парк. Ауди, Пасат, Volkswagen, Шкода и БМВ, замислете. И сите возраста, не возраста, туку годините, се 2019 и 2018. И затоа велиме дека има абсурд, дека има недомаќинско работење и дека ние како пратеници имаме должност да го коригираме ова ајде да кажам луксус кој што не соодветствува или не треба да постои во една ваква држава, повторно ќе кажам, која што е најсиромашна во Европа. Владата не смее да си дозволи да може да потроши повеќе од 8 милиони евра само за 2,5 години. Замислете, за 2,5 години, не за 5 години,
а истовремено да не може да си дозволи да потроши доволно средства, односно оваа иста сума која што имаме побарана или онаа сума која што имаме побарана во амандманот за противпожарни возила. Затоа апелирам и ве охрабрувам, колеги и колешки пратеници, и покрај тоа што заменик министерот за финансии се признесе дека овој амандман не се прифаќа, да го поддржите овој амандман, затоа што со противпожарните возила се спасуваат домови, се спасуваат човечки животи, се спасуваме нашата татковина. Ви благодарам.